Почитувани граѓани, кај СДСМ од ден во ден ескалира неразумното и нерационалното однесување пред големиот очекуван пораст на 15 јули. Така вчера, како поддршка на кандидатите за пратеници, нивниот памфлет, наречен партиска програма, во Битола го донесе и националниот координатор за култура, познати како најнеуспешниот министер за култура во историјата на Македонија, Роберт Алагјозовски. Како ќе им помогне господин Алагјозовски, кој е добро познат на јавноста по скандалозните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес, и по тоа што ништо не исполни од тоа што на големо беше ветувано за најголемата измама наречена План за живот во 2016 година. Ништо од европската и слободната култура. Наместо јасни критериуми и транспарентност, тајност при носење на одлуките и протекционизам за привилегираните. Сето тоа донесе целосно мртвило на културната сцена во Битола, безидејна и неквалитетна програма како кај националните институции од културата, така и кај граѓанските организации под менторство токму на Алагјозовски. Градоначалничката Петровска продолжи по овој терк, па така и во Битола последните 3 години можности и средства добија само нивните партиски поддржувачи, без распишани конкурси. Почитувани, СДСМ си го покажа своето вистинско лицемерно лице како безброј пати досега, а со присуството на промотори како Алагјозовски во Битола тоа само го потврдува. Обновата доаѓа на 15 јули.